Почитувани гледачи, ги следите регионалните вести на телевизија Кисиме Нада. Во нив ќе гледате. Нови 15 случаи на ново заразени од COVID-19 во Тетовско, а 2 во Гостиварско во последните 24 часа. Загубите на вода и дефектите во водоводната мрежа на Гостивар се последица на стариот и дотраен водовод. Денеска нови протести за струја. Граѓаните не се откажуваат, надлежните не попуштаат. ...225 нови случаи на COVID-19 се регистрирани во земјава во изминатото деноноќие. Починати се 6 лица, оздравени пак 96 пациенти. Во последните 24 часа се направени 1694 тестирања, а регистрирани се 225 нови случаи на COVID-19. Најмногу од нив повторно се од Скопје. Во Тетовскиот регион има 15 новозаразени, додека во Гостиварскиот 2. Починати се 6 лица. 3 пациенти од Скопје на возраст од 63, 71 и 83 години. По еден од Прилеп на 78 годишна возраст, од Тетово на 63 години и од Битола на 59 години. Денеска Институтот за јавно здравје регистрира 96 оздравени пациенти. Тетово 13, Гостивар 5. Медицинските лица постојано потсетуваат дека растот на бројот на заразени со ковид се должи на непочитување на мерките. Граѓаните да носат маска, да држат растојание и да одржуваат лична хигиена се постојаните апели на лекарите. Инаку вкупната бројка на ковид диагностицирани во нашата земја од почетокот на епидемијата изнесува 18.363. Бројката на оздравени пациенти е 15.164, на починати 749, а во моментов бројот на активни случаи во земјата изнесува 2450. Загубите на вода и дефектите во водоводната мрежа на Гостивар се последица на стариот и дотраен водовод. Јавното предпријатие Комуналец проблемот ќе го надминува со проект за кој е обезбеден грант од Швајцарија, а предвидува нови цевководи, резервоари, санација на мрежата и друго. Поради старата и дотраена водоводна мрежа, Гостивар трпи големи загуби на вода. Стариот водовод, кој нема доволно капацитет за сите приклучоци, е причина и за честите дефекти на линиите. Како прв град на најголемата река во земјава Вардар, Гостивар има доволни количини на вода, но сепак се случува чешмите на граѓаните да остануваат суви. Значи, ова водоводна мрежа е градена 54 година, после е реконструирана 74 и од тогаш значи само се проширува. Значи, од кај што ние прошируваме, сега го работиме водоводните, новите водоводни линии со сите стандарди, значи модерни што се, и користиме тие цевки што се адекватно за ова време. Фактички, тогаш кога е градено за многу помал број на граѓаните. Значи, Гостивар има вода, оптимално вода за водоснабдување во Гостивар е 250 литри куб за секунда. Значи, а ние трошиме до 49 и пак не задоволува. Значи, проблемот е во старава мрежа што е. Проблемот ќе се надминува преку проект кој јавното комунално предпријатие го спроведува со грант од 4,6 милиони евра од Швајцарскиот државен секретаријат за економски прашања. Зафатите опфаќаат поставување на нови цевководи, резервоари, санација на мрежата, набавка на опрема за откривање протекување на вода и друго. И планираме со секој проектот и овие проблеми што градот ќе се дели на 3 фази и ќе бидат елиминирани сите овие проблеми и Гостивар за идните 30 до 50 години нема да има проблеми во врска со водоснабдувањето. Според податоците на Комуналец, во изминатите 3 години на Гостиварското подрачје изградени се 45 километри нови водоводни и канализациони линии.
Денеска нови протести за струја, граѓаните не се откажуваат, а надлежните не попуштаат. Кој ќе попушти? Граѓаните со нивните барања за намалување на струјата или надлежните со повлекување на одлуката за поскапување? И по 2 месеца протестирање на иницијативата Доста е, се уште нема никакви резултати, но велат дека не се откажуваат по никоја цена. И денеска излегуваат на улица, а подготвуваат и порадикални мерки, доколку работите и натаму стојат во место. Ќе терamo и порадикално, не е проблем, ќе има и блокади, значи ќе има и блокади по аутопатишта, па и по градови, меѓутоа ние уште си терамо демократски. Пошто треба нешто да знаете. Значи, ова е мафија, што стварно е тешко да се бори со нив, меѓутоа граѓаните ќе се борат. Пошто, викам, ние само група организираме, а иначе ова е волја на сите граѓани. За поскапувањето на струјата во време на пандемија и економска криза константно има критики од граѓаните, синдикатите, политичките партии. Регулаторна комисија останува на ставот дека одлуката е можно да се повлече исклучиво ако ЕВН, МЕПСО и ЕЛЕМ ги повлечат нивните барања за поскапа струја. Болницата One Hospital денес организираше предавање посветено на здравјето на жената во општинската сала во Тетово. Со цел на времена информираност, но и стручни одговори на прашања и совети за женското здравје, болницата One Hospital во соработка со општина Тетово организираат предавања посветени на здравјето на жената. Докторката Ирена Гошева, специјалист по гинекологија и акушерство, вели дека едукацијата е превенција на севкупното здравје, а особено ваквите платформи се исклучително важни за жената во кој било временски период. Обично жените во репродуктивниот период ги препознаваат симптомите и се јавуваат на гинеколог. Меѓутоа, тука имаме мала информираност на пациентите, адекватна по однос на абнормалностите кои што се јавуваат во менопаузалниот и постменопаузалниот период. Така да тука најчесто имаме задоцнето јавување, но и ова ќе исто така ги вклучува и оние помладите од другата страна, како што се адолесцентите. Тие исто така ни се помалку информирани и поненавремено се јавуваат на гинеколошки прегледи. Но затоа, со цел на овие едукациони платформи кои што се организираат, се надеваме дека ќе допреме до сите возрастни групи за адекватно и навремено да бидат информирани и адекватно и навремено да се јават на гинеколог и кога немаат симптоми, но и веднаш кога ќе се јават симптоми, а се со цел овие едукации за како побрзо да ги препознаат симптомите кои што можат да бидат во склоп на некаков абнормален наод. Во нашата земја се прави скрининг програма за превенција на карцином на грлото на матката, која е од голема важност за женското здравје. Ние имаме изготвена во Македонија, таа е една одлична скрининг програма, направена уште во 2007 година за превенција на карцином на грлото на матката. И тука се поделени пациентките по возрастни групи и секоја година се опфатена одредена возрастна популација кај која што треба да се направи ПАП тест. Тоа е задолжително всушност кај таа група на пациентки која што е и се треба да се јават кај нивниот матичен гинеколог. Веднаш кога ќе бидат повикани за ПАП тестот да го направат. Од која возраст се започнува со вакви? Кај нас во нашата програма ни е дефинирано 24-та година да се започне со скрининг програмата за карцином на грлото на матката, меѓутоа и порано промени кои што се јавуваат не исклучува дека не треба да се направи евалуација кај жената. Предавање посветено на здравјето на жената ќе биде организирано и на 7 овој месец. Најмалиот етнолошки музеј во светот на Симеон Златев Моне постои веќе 30 години. Тој во рамките на деновите на европското културно наследство ја промовира и својата 8 книга со интересни содржини. Секој кој сака да погледне околу 2000 експонати од историско, традиционално и светско значење, може да се упати во најмалиот етнолошки музеј во светот, чиј собственик е Симеон Златев Моне, во Тетовско Джепчиште. Златев со вистинска емоција како порака и негов поздравен збор за секој посетител ја рецитира и химната на музеот. Не дозволив прашината да ги покрие сеќавањата.
го бележе времето што одминуваше како прилега на вистината. И по мене, нема да се забележи дека корените на големиот македонски народ се оштетени. Етносот и понатака ќе тече ни жилите на вечната мудрост. Во рамки на деновите на европското културно наследство, Златев ќе ја промовира и својата 8 книга Живеам за музеот, вели Златев. За секоја буква поставувам и соодветни предмети, од 1 до 6, зависи кои предмети ги имам во самиот музеј. Ова книга, мислам, ако излезе од штампа, да ја подарам на сите ученици и градинки во Република Македонија. Понатака имам изложба во самиот музеј на верски реликви, кои ги има повеќе од 100 предмети, како и стари занајати кои се во одумирање. Предметите ги купува, некои од нив се наследени, а некои добиени како подарок. Ни раскаже и дека во музеот доаѓале на вистина интересни посетители. Има многу екстравагантни личности кои што го посетиле музеот, дури беше и најмалиот актер во свет од Хари Потер, кој што сними и документарен филм по трагите на Марко Поло. Вика, најмалиот актер во најмалиот музеј. Тоа беше многу интересно, вистина, со енглеска телевизија, со тука беа собрани граѓаните од селото изненадени и ја бев изненаден на некој начин. Со 30 години постоење, музеот досега брои околу 40.000 посетители. Во продолжение деталите од полицискиот билтен на секторот за внатрешни работи Тетово. Вчера околу 14 часот и 45 минути во Тетовско Желино полициски службеници лишиле од слобода 52 годишникот Тетовска Мала Речица, затоа што при негов и преглед на патничкото моторно возило со тетовски регистарски ознаки во кое се превезувал му бил пронајден хероин. Тој е задржан во полициската станица Тетово и денеска со соодветен поднесок изведен пред судија во претходна постапка на Основниот суд Тетово, кој му определил притвор. Вчера вечер околу 20 часот и 20 минути полициски службеници на одделението за внатрешни работи Гостивар лишиле од слобода 48 годишникот Гостивар, кај кого при претрес извршен нешто подоцна во неговиот дом биле пронајдени хероин и марихуана. Тој е задржан во полициската станица Гостивар и се преземаат мерки за целосно расчистување и документирање на случајот, пошто ќе му биде изготвен поднесок. Вчера околу 11 часот и 45 минути во Тетовско Боговиње, полициски службеници на СВР Тетово лишиле од слобода 32 и 58 годишникот ова село, поради сомнение дека сториле кривично дело за грозување на сигурноста. Дента пријавено од 50 годишникот Тетовско Камењане се расчистува случајот. Во рамките на засилените активности за поголем ред и безбедност со паркирањето во Тетово и Гостивар, вчера вкупно биле откриени и законски санкционирани 19 непрописно паркирани возила, 13 во Тетово и 6 во Гостивар. На нивните сопственици изготвени им се соодветни поднесоци, а возилата биле подигнати од ПАЕК службата и однесени на наменски определените места. Вчера исто така околу 13 часот и 55 минути на крстосницата на улиците Илинденска и Гоце Делчев во Гостивар непознато возило удрило во 39 годишна жителка на Гостиварско Чајле, кој веднаш го напуштило местото, а повредената пренесена е во Гостиварската општа болница Ферид Мурат за укажување на лекарска помош. Извршен е увид и се работи на пронаоѓање на возилото, учесник во оваа сообраќајна несреќа. Викендов ќе се играат редовните првенствени кола во првата и втората македонска фудбалска лига. Викендов ќе се одиграат редовните првенствени кола во првата и втората македонска фудбалска лига. Во најквалитетното македонско фудбалско надпреварување во рамки на 8-то коло, најинтересно се очекува да биде на градскиот стадион во Тетово, каде екипата на Шкендија ќе го пречека составот на Силекс. Вториот тетовски представник во првата лига, екипата на Ренова ќе гостува во Струмица, кај последно пласираната Беласица. На останатите надпревари ќе играат Работнички академија Пандев, Шкупи Борец, Македонија Ѓорче Петров Струга и Пелистер Вардар.
Сите надпревари се играат во сабота со почеток во 15 часот, освен вечното дерби помеѓу Пелистер и Вардар кој ќе се одигра во недела, исто така во 15 часот. Фудбалските второлигаши од групата Запад своите надпревари од 6-тото коло ќе ги одиграат во недела со почеток во 15 часот, а двојките се следниве. Во дербито на колото гостивар Скопје, дуел на двете водечки екипи, потоа Тетекс Лазрими, Велешта Дрита, Охрид Вардар Форино и Кораб Кадино. Почитувани гледачи, тоа беше се што подготвивме за овие регионални вести. Ви благодариме на вниманието. Пријатно!